Купати во текот на денешната емисија споменавме високи температури, внимавајте на здравието, чувајте го своето здравје. Тоа е наша задача, се разбира, при излегување од дома, но меѓу другото тоа е задача и на работодавачите кои што треба секако да се грижат за здравието на работниците кои што поголемиот дел од времето го поминуваат токму на работното место. Имаме топлотен бран со високи температури, до крајот на неделата ќе достигнат и над 40 целзиусови степени, колку работодавачите мислат на работниците во овој период од годината, како е на хартија, а како е во пракса. Анализираме со првата гостинка во Македонија наутро. Велам добро утро за господја Маја Лосковска, која што е експерт за безбедност при работа од Македонското здружение за заштита при работа. Добре ми дојдовте, господја Лосковска. Ги поминавме неколку пати високите температури и денеска, но би сакала ајде да разграничиме. Што представува висока температура во однос на безбедност при работа? Постојат ли гранични вредности? Да, во Македонскиот закон за безбедност и здравје при работа, кој што е донесен 2007 година, не постои гранична вредност која што ја дефинира бројчано високата температура. Знаеме ние дека летата во последно време се многу топли и температурите се над 36 степени Целзиусови и Министерството за труд и социјална политика обично излегува заедно со владата со препораки во кои што вели температурите над 36 степени Целзиусови, кога ќе се покачи температурата, станува збор за високи температури или екстремно високи кога веќе достигнуваат бројчана вредност 40 дури и над 40. Тие температури ги имаме. И денеска изминативе денови ќе ги имаме и многу повисоки до крајот на неделава. Да. Ни кажавте што е напишано на хартија. Се почитува ли ова во пракса? Се почитува. Инспекторите за трудовите инспектори за безбедност и здравје при работа прават редовни контроли. Меѓутоа, моје мислење е дека бројот на инспекторите треба да се зголеми на терен и тие нормално делуваат советодавно. Значи, првиот пат на некој начин советуваат, опоменуваат во делот доколку не се почитуваат препораките од страна на владата или од страна на Министерството за труд и социјална политика, зависно од тоа која фаза е, и после тоа веќе се оди со казни. Мој предлог е да бидат почесто присутни, да прават редовни контроли и секако да биде поголем бројот на инспекторите на терен. Што велат вашите податоци, податоците на Македонското здружение за заштита при работа во однос на појава на здравствени проблеми или несреќи на работното место кои што се тесно поврзани со работа на високи температури? Македонското здружение нема евиденција за несреќи или повреди при работа во однос на високите температури, колапси како што се и слично. Меѓутоа, сметам дека во иднина треба да се направи, тоа е мој еден предлог, некаква платформа на која што самите работници пред се ќе може да пријавуваат било каква аномалија. Значи, доколку имаме портокалова фаза или црвена фаза, а доколку тие добијат наредба да се извршува работата на отворено во периодот кога е забрането, нели, од 11 до 17 часот, да постои платформа каде што работникот може самиот да јави и да пријави за недостатоците кои што се јавуваат во неговата компанија, во неговото работно место. И кога зборуваме дека работодавачите треба да ги заштитат работниците, тоа никако само така кога се споминува делува апстрактно. Ајде да појасниме што точно еден работодавач треба да направи на работното место за да биде безбеден работникот во текот на целиот ден. Какви мерки треба да спроведе? Така, значи, согласно член 9 од Законот за безбедност и здравје при работа, секој работодавач е должен да го процени ризикот на работното место на работникот, да го информира работникот, да го запознае со сите опасности и штетности на работното место и за сето тоа да превземе колективни заштитни мерки. Заштитни мерки пред се, меѓутоа приоритет треба да даде на колективните заштитни мерки. Значи да го заштити работникот и целиот негов тим. Значи сите работници кои што работат на тоа работно место, независно дали се работи за сменска работа или група на работници кои што работат, да речеме, на отворено, например, фасадери, ѕидари, сите треба да бидат запознати со сите ризици. Значи работодавачот има обврска континуирано да врши обуки, да ја следи здравствената состојба на работниците преку постојани здравствени прегледи кои што се извршуваат согласно проценката на ризик, дали на 2 години или на
периодично согласно значи проценетите ризици или на година ако работното место е со поголема опасност и да вложува во здравјето на работниците. Значи преку сите овие значи информации, обуки, вложувајќи во здравјето на работниците, само така работодавачот ќе има здрав, квалитетен работник кој што ќе му ја зголеми продуктивноста. Што правиме со нашите градежни работници кои што и во моментов секојдневно на 40 целзиусови степени ги гледаме на скелињата на секоја ќоша во главниот град? Ако ги земеме трудовите инспектори, тие се малку, но се ја вршат одговорно својата работа и секако не може да постигнат на секој место. Тука се работодавачите, претпоставувам, кои што треба да се свесни дека треба да ги заштитат своите работници. Ги гледаме на секој чекор ги има. Што правиме со нив? Свеста, подигање на свеста, континуирано едуцирано, континуирано усовршување. Прво, јас би рекла на работодавачите, бидејќи тој мора да знае дека секој работник пред се ако е здрав ќе биде продуктивен и ќе може да придонесе за да си ја заврши професионално својата работна обврска. Значи работодавачот мора да биде свесен доколку имаме портокалова фаза или црвена фаза и доколку имаме препораки од владата или од Министерство за труд и социјална политика, дека се високи температурите, дека работата на отворено во периодот од 11 до 17 часот не треба да се извршува, значи тој треба да го почитува тоа. Без оглед на тоа дали се работи за рокови, дали се работи за сериозни проекти кои што бараат сериозно завршување и навремено завршување, секако тој мора да ги почитува сите мерки и пред се да го стави здравјето на работникот пред сите други планови и обврски. Ја споменавме едукацијата и на работодавачите и на работниците. Дел од работниците ќе кажат ние ги знаеме своите права, но кажете ми ајде како да се побуниме за истите кога се плашиме за своите работни позиции. Како да се заштита сами, сметајќи дека условите се ризични, да речеме, во овој период од годината, а да не го изгубат работното место? Согласно член 27 од Законот за безбедност и здравје при работа, треба да знае дека секој работник има право да одбие извршување на работна задача доколку претходно не биде информиран и запознат со сите опасности и ризици на работното место. Што значи тоа? Значи дека ако работникот види дека неговото работно место предизвикува опасност по неговото здравје и живот, тој има право да одбие извршување на работните обврски. Сето тоа може да го аргументира, документира и нормално да го пријави во надлежната институција и понатаму се води и секако спор. Но и работодавачите кои што во моментов не гледаат ќе кажат да, ние можеби и сакаме никогаш да ја организираме работата, но како да ја организираме без при тоа никој да трпи, мајки предвид дека и тие се врзани со некакви рокови. Како да го сторат тоа во поглед на организацијата на работата на вакви услови? Треба, значи, прво и основно добро да се планира. Значи, во вакви услови, кога имаме зголемена температура, треба добро да се планира, да се направи добра организација на работата. Што значи тоа? Значи да се воведе сменско работење, да се изврши ротирање на работниците. Значи работници кои што работат на отворено и работници кои што работат на место каде што е, например, сенка, да се направи ротација или да се изврши прераспределба на работните обврски. Значи, од сабајле да се извршуваат потешките физички работи, додека во периодот кога е најтопло да се извршуваат административните работи или работите во канцеларија. Исто така, работникот треба да прави почести паузи, односно работодавачот треба да му овозможи почести паузи. Треба да има постојан дотур на свежа вода и работодавачот може да направи места кои што се под сенка, значи да постави различни чадори, шатори, каде што ќе може да се одмора работникот во однос на извршувањето на неговите работни задачи. Ги дадовме препораките, се надеваме дека работодавачите ќе бидат доволно свесни да ги применат истите, имајќи предвид дека работата не може да тече без работниците, но сосема на крајот на разговорот имаме ли добри, успешни македонски компании кои што се ова што го кажавме изминативе 10 минути го спроведуваат темелно и во пракса? Да, имаме, значи јас веќе работам 15 години, доаѓам од секторот градежништво во високоградба, нискоградба, инженерски конструкции во делот на изведба и сега надзор.
Можам да кажам дека во моето скромно 15 годишно искуство сум сретнала многу македонски компании кои што навистина вложуваат во здравјето на работниците, со тоа што значи се грижат за работниците, овозможуваат нормално лична заштитна опрема согласно нивната опасност, овозможуваат дури во вакви периоди и лесна облека која што е препорачлива, овозможуваат и креми за заштитни креми за премачкување на оние делови од телото кои што се изложени, рацете и лицето, значи посебни капи кои што се носат под шлемовите. Навистина можам да кажам дека има компании кои што вложуваат во здравјето на работниците. Конечно, работникот треба пред се треба да биде битно здравјето на работникот, а работодавачот треба да е свесен за тоа, бидејќи на тој начин вложува во својата иднина преку здравјето на работниците. Токму така, благодарам господја Лосковска за гостувањето во Македонија на утро и препораките кои што апсолутно ни се неопходни во овој момент.